Почитувани, добар ден. Време е да започнеме оваа црвена линија. Комуналните предпријатија, тема што не нервира буквално сите. Ама не можеме без нив. И додека граѓаните секако се нервираат околу состојбата и се жалат околу се оно што е оставено, се разбира, на сите страни, буквално депонии на секое место, црвена линија денес се одлучи, верувам, оваа тема ќе ве заинтригира сите, па ќе се вклучите активно во денешната дискусија. Еве всушност за што ќе зборуваме. Комуналните предпријатија се тема што не нервира сите, ама не можеме без нив. Додека граѓаните се жалат на неиспразнети ѓубриња, неразчистени улици и хаос во одржувањето, политичарите си префрлаат со обвинувања како да играат одбојка со проблемот. Префрлија топката кај противникот. Зошто домашното ѓубре, наместо да се носи на депонија, се претвора во политички отпад што никој не сака да го чисти. Затоа што е поефикасно од било која кампања. Сите го гледаат, го мирисаат и никој не може да го игнорира. Конфликтите меѓу локалните власти не се само партиски игри. Тие директно влијаат на хигиената и инфраструктурата што ја користиме секој ден. Наместо да соработуваат, градоначалниците се разменуваат препукувања и обвинувања, а ние, граѓаните, остануваме да се бориме со ѓубрето што ни се трупа пред врата. Комуналните предпријатија се основа на секој град, но дали навистина ги исполнуваат своите обврски? Дали се доброводени или се жртви на неефикасност и политички игри? Денешната тема е дали комуналците работат лошо поради политички игри или проблемот е во нивната неефикасност. Верувам секој од вас активно ќе земе учество во оваа денешна црвена линија, особено бараме и да бидете активни на социјалните медиуми. За почеток заследете на Инстаграм. Доволно е да кликнете на профилот Црвена линија, да не заследите и секако веднаш да побарате Инстаграм стори. Кога ќе кликнете на Инстаграм стори, еве како изгледаме таму. Дали редовно се чистат контейнерите, односно кантите во вашето мало. Имате две опции за одговор на Инстаграм стори, две полиња означени со одговори да, не. Кликнете на вашиот одговор, ќе сумираме секако во проценти и ќе ги соопштиме резултатите. Истата анкета се објавува и на профилот на Телма телевизија на Инстаграм. Верувам, кога веќе зборуваме за активни буквално депонии низ градските површини, на секаде каде да се свртиме, буквално се давиме во ѓубре, верувам дека секој од вас ќе биде, еве ќе повторам, заинтригиран и како да се вклучи и секако да даде одговор всушност каде го гледате проблемот. Дали е тоа што комуналците работат лошо поради политичките игри или пак поради нивната неефикасност. Доволно е да го завртите нашиот добро познат број 023070005 и секако во предвид да го имате тајмерот кој што одбројува 90 секунди за едно вклучување. Доколку сакате повторно и дополнително и повеќе да образложите на темата, завртете го повторно нашиот број 023070005 и никако да не заборавам. Секој издание повторуваме, но ќе повториме од проста причина, бидејќи некој од вас и за прв пат ќе се вклучи во ова издание, за прв пат во црвена линија, по вклучувањето, односно по вртењето на нашиот број, како ќе ве превземе режија, така намалете го целосно тонот на ТВ приемникот. Па да почнеме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Добро да се гледаме. Драго ни е што ве имаме денеска повторно сте прв, па и во вашата средина, Биџево е секако рурална средина, дали таму еве оценката, каква ви е прица оценката за комуналците кои што работат? Види, во нашето село имате еден од албанскава народност, тој еднушка неделно го бери ѓубрето и го носи во депонија на Струга. А депонијата во Сушкополе правеше најдобри јаболка и сите производи земјоделски. Сега таму прават куќи. А ние немаме култура, македонците. Зашто во другите држави активирате и пикаве за фрлиш, тој се затвор. А ние само ѓубре фрлиме. Ние сме ѓубре народ, не сме луѓе. Зашто
Треба од хартијата се пред хартија, од стаклото стакло, од пластиката пластика. Све може да се направи. Само ние немаме култура никаква. Зашто политичарите се само за крадење и за мамење, да земат пари, да се богатат без работа. Тоа им е целта ними. Не да работат, кој будал да работат? Од тоа се богатат тие, од крадење и од мамење. Така е тие. Тој еден човек што го спомнавте, кој што е задолжен да го собира ѓубрето, секогаш бил само еден човек или сега е тоа така? Некој други. Така, благодарам многу. Со вас си го почнуваме ова издание на Црвена линија. Ве охрабрувам и посетувам, отворени сме додека траеме повторно и повторно да го завртите нашиот број, секако доколку сакате да се надополните. Правилото останува 90 секунди за едно вклучување. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Да се жива и здрава. Денеска втор пат прскаме лојтата, па да одмориме малку на телба да се јавеме. Така е, ајде да слушнеме дали сме... Видите, ја две нози су селак, една нога су градски. Али жално е и срамно е од народо. Еве конкретно ја о Штипце јавувам. Свака и час јавното предпријатие редовно зима го ѓубрето. Али имаме на нас се вика Сутлак. Тоа е се бизнисмени седа тамо. Тоа корпи има на 100 метра. Забајле ко одам, оно отвара джипо и од чамо фрва ѓубрето. Не симнува у тоа. Значи, жално е и срамно е такви луѓе, мотници, така да какво воспитание ќе имат на тие сијата седат внуци носе на школа или кај у градинка. Значи, жално е друго, сакам за јавните предпријатија. Се е супер, али многу е вработена администрација, господице. Овоа градоначалниче Штипското свака му час да ти кажам, какви дечки реквизити ставиле. Ја у месецу еднаш ка отидам у градо, прошетам, али не честни, непоштени ти чинја нокно време, дали се други рани, бутале, капале, фрлале по тоа реката Отиња. Тоа е жално да погледаш. А иначе свака му час на овоа градоначалниче. Па тоа со две раци, но тешка ќе одам, ќе гласам за него. Такво градоначалници у Штип не е имало, да ти кажам искрено. Свака му час само да преземат мерки за многу вработени. Дали кај вас редовно, во вашиот крај редовно се чистат контейнери? Свака и час, кажувам ти, свака и час. Ја немам самсу, али редовно кога да доам кантата... Така, благодарам за одговорите. Останете секако со Телма и со ова издание на Црвена линија. Јас си ќе ви укажам на тоа каде можете да бидете активни, ако така ви е полесно, може би преку коментари и споделувања на социјалните медиуми, овој пат поточно на Facebook. Црвена линија редовно на профилите, односно на нашиот собствен профил Црвена линија, но и на профилот на Телма телевизија, паралелно објавува за темите за кои што зборуваме секојдневно со вас. Па така објавено е нормално на зидот на Facebook на Црвена линија темата, односно еве како изгледаме таму. Прашуваме дали редовно се чистат кантите, контейнерите во вашето мало. Веќе пристигаат коментари, секако ќе во продолжение ќе ги читаме, продолжете, пишувајте таму, бидете активни, а секако исклучително сте добре дојдени и во живо во ова издание. Добар ден. Добар ден. Па Игор, ако сте вие, ако не се лажам, вие сте еве во Битола, дали комуналците работат лошо поради политички игри или проблемот е во нивната неефикасност, или се ефикасни? Каква е состојбата? Тина, ќе кажам каква е состојбата, само еден апел имам. Во Битола стварно е крајно без парица. Ве молам некако до власта кажете му, од и граѓаните на Битола се скроз без пари. А комуналните работат добро. Чистат, граѓаните се работија во комуналец, имам мој другар, го поздравувам, чисти улиците и контейнерите ги чистат редовно, ги зема комуналец, ги носи во прилеп до прилеп ги носат на ѓубриште. Сакам да ви кажам дека во рете комуналното туку нема тие доволно пари да го решат тој проблем. Граѓаните се тотално дисциплинирани, во ред, се сите со свест, но нема пари, нема мелончиња, корпи, нема доволно средства, доволно пари, доволно
работи, да ги купат тие работи, за да може да го фрлат тој отпадок од ѓубрето од дома до контејнерот. А во контејнерот после комунален средства може ќе ги земи. И немаме сметки да ги платиме комуналното и вода. Немаме да ги платиме сметките. Па од вајденец хлеб купив, сок купив, мајонез, купив нешто, од 20 позајми пари. Игор, останете ни во добро и секако благодарам што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Не го менувајте каналот, допрва следуваат нови и нови вклучувања, поточно одговори од вас, граѓаните кои што откади да ни се јавите, еве сакаме да слушнеме пред се каква е состојбата кај вас во однос на редовното отстранување на ѓубрето, дали доволно се негува местото, односно се одржува хигиената. И секако одговорот кој што го бараме од вас е дали комуналците работат лошо, доколку работат лошо поради политички игри или проблемот е во нивната неефикасност. Добар ден. Добро. Ајде уште малку, секако бидете трпеливи и не заборавајте целосно да го намалите тонот на ТВ приемникот. Особено сме сведоци дека проблемот за кој што денес зборуваме е се поизразен, особено барем можам да кажам во главниот град. Не знам како е во останатите места, дали станува збор за градски, рурални средини во однос на одржувањето на хигиената. Јас секако и апелирам еве денес да се вклучите во Црвена линија, па еве и да дознаеме од вас реално каква е состојбата од каде што се јавувате. Но факт е дека во главниот град овој проблем веќе не само што можеме да го гледаме, ѓубре насекаде, односно можеме и да го помирисаме и навистина оваа тема почнува некако сите да ги нервира, бидејќи навистина сме навикнати, паметиме време кога и не било баш вака како што е во последно време. Добар ден. Добро, јас ќе преминам онаму каде што имаме секако активност и одговори на денешното прашање, тоа е на Facebook. Бидете таму исклучително активни и не заборавајте да пишувате коментари и да споделувате. Дали редовно се чистат кантите, контејнерите во вашето мало? Еве што напиша господја Цветанка Стојановска. Во моето мало во Прилеп домашното ѓубре се одложува еднаш седмично. Сметката ми е 800 денари, што значи дека едно одлагање го плаќам 200 денари. Комуналните работници навремено си ја вршат работата за разлика од нивните предпоставени, кои се само канцелариски легачи за покачување на сметките. Поздрав и благодарам многу, господја Цветанка. Ајде да видиме вие останатите какви одговори ќе дадете пред се во живо и верувам дека особено кога зборуваме за хигиената на местата каде што живееме и главниот град и останатите градови низ земјата, но и руралните средини, еве вие можете од прва рака секако да ни предочите дали се одржува и дали сте задоволни од работата на комуналните предпријатија. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, од Црвена линија сте. Благодарам. Се јавам од Штип. Како е во Штип? Во Штип комуналците работат добро. Можам да кажам дека сите се на висина на својата задача. Редовно го испрлаат смет. Меѓутоа, не можат комуналците толку да исчистат колку народот може да фрли ѓубре и тоа насекаде. Пред малку се јави еден гледаш исто Штип зборуваше за сутлакот. Тоа е страшна работа. Значи се фрлат ѓубре покрај контейнерите. Значи не можат комуналците колку и да сакаат да одржуваат хигиената во градот со непочитување на основните начела за општествено живење. Не може секој кој каде сака фрла ѓубре. Според вас, еве, од секогаш ли било така или низ годините ова почна да се влошува? Од секогаш е така. Секогаш јавното предпријатие работи добро. Сега со народот не може да се навикне или нема навики да живее културно, да живее во нормите на цивилизирано
Благодарам многу, драго ни е, имаме повеќе јавувања денес токму од градот Штип, ги поздравуваме штипјани, но ќе признаеме дека барем од 20 гледачи има пофални зборови во однос на одржувањето на хигиената во овој град. Но она што се повторува како одговор, ќе признаеме повторно дека можеби токму ние граѓаните сме најнесовесните и секако не внимаваме кој каде и кога фрла отпад, ѓубре. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Па да ви кажам, до сега бев задоволна, меѓутоа ве гледам, оваа недела првпат нема подигнување на сметот, цела недела уште ги нема. Дали ќе дојдат, не знам. Овако и сум изненадена, затоа што беше во ред, мислам се, овако. Меѓутоа, што е дали сега може да е политички, а може да е пошто многу сакаат градоначалниците да се имаат свој сектор комунален, значи колку што слушаме, нели, сакаат, па сега дај сега ќе пробаме вака на граѓаните, ќе им стои па ќе видиме. Значи јас не изборам дека мислам дека не е неефикасност на службите, пак е политичка некоја игра, градоначалници, значи сега се идат избори, значи така да мислам дека пак тука политиката меша раци, меѓутоа не е во ред, затоа што тоа е ѓубре. Како контейнери гледам по улиците отворени, значи вие сите ние гледаме и знаеме, значи каков мирис доаѓа. Сега јас многу пати го кажувам и пак ќе го кажам, контейнери. Значи имам кај мене на две главни улици контейнери големи со папуча, со капак, со све. На мојата улица се отворени контейнерите и не се доволни, затоа што има многу згради и не се доволни тие контейнери. Значи мора контейнер со папуча и со капак. Ако сакаме малку од малку, значи мора и Благодарам многу за одговорите. Ќе подсетам 90 секунди се предвидени за едно јавување, но добре дојдени сте секако сите, доколку сакате повторно нови 90 секунди да се доискажете или можеби нешто да надополните. А можеби ќе бидете заинтригирани, инспирирани од одговорите на гледачите, па ќе се надоврзете на се она што ќе биде кажано, верувам, во црвена линија. Ке ве подсетам, активна ни е анкетата на Инстаграм, заследете на таму веднаш и секако дадете одговор. Ево уште еднаш ќе ви покажам како изгледаме таму. Ке ни биде драго, бидејќи црвена линија не случајно секојдневно има анкети, бидејќи сакаме да го слушнеме јавното мислење, односно граѓаните како одговараат и откриваат за темите за кои што зборуваме. Денес прашуваме дали редовно се чистат контейнерите, кантите во вашето мало. Две опции за одговор, да, не, па еве и ова нека биде прашање кое што ќе го биде поставено секако во рамки на дискусијата со гледачите и во живо. Добар ден. Ало, добар ден. Па господине Љупчо, редовно ли се чистат контейнерите и кантите во вашето мало? Мислам дека како почна војната со градоначалниците и градоначалничката заглавија работите. Меѓутоа, ја да ви кажам право, поише ги окривувам нашите кобајаги политичари во наводници и градоначалници, отколку вработените во комунална хигиена. Што се причините? Причините се тоа што сте го напишале на купче, да ви кажам право. И политичките игри, и која неефикасноста на комунална хигиена. Прво ќе почнам со неефикасноста, се знае, кај нас е колку пари, толку музика. Кога немате пари да одржавате возен парк и да набавувате нови возила и да ширите мрежата на потребни места за собирање смет и начин да профитирате од сметот, ќе имате оваа ситуација. Ја полно пати сум кажал. Ние се уште во комунална хигиена поставуваме луѓе што клатат врата и што земаат плата наместо да бидат менаџери кои ќе профитираат од отпадот. И ќе знаат да заработат од отпадот. И ќе знаат да заработуваат. Меѓутоа, кај нас е побитно да ставите некој лепач на плакати, да биде директор или да биде некој шеф, отколку да бидат граѓаните задоволни. А што се однесува за политичките игри, па сите сме свесни. Само некој што има очи и уши може да се прави будала, да не гледа дека сите иницијативи на градоначалничката во Советот беа блокирани само затоа од инатот на една политичка партија. И што друго да се каже, да ви кажам право? Благодарам за она што го кажавте секако во црвена линија.
Црвена линија и секогаш почитувани ви се обраќа како граѓани. Ова е просторот каде што граѓаните всушност даваат одговори на состојбите со кои што се соочуваме секојдневно. А она со што се соочуваме се секако ѓубриња, нерасчистени улици, хаос во одржувањето, а политичарите, ќе потсетиме, се префрлаат со обвинувања како да играат одбојка со проблемот. Па дали според вас комуналците работат лошо поради политички игри или проблемот е во нивната неефикасност, или може би работат добро, онаму од каде што ни се јавувате? Тоа ќе го дознаеме од вас. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас мислам дека комуналците, луѓето што работат во комуналните предпријатија, тие што го фрлат ѓубрето, тие си ја работат ефикасно работата, али работата не е само кај работниците и треба кога ќе се фрлат контейнерите да се собира ѓубрето што падне од контейнерот. Исто така треба да се земат и шефовите на одговорност за тоа што они не водат никаква сметка каде се фрли ѓубрето и како се фрли ѓубрето. Значи, работата е во тоа што треба да се има селектирање на ѓубрето, кое ѓубре во кои контейнери да се фрлат, да не се фрлат ѓубриња што нема потреба таму да се фрлат, да смрде. Значи, работата е во шефовите и во одговорните на овие работни организации, а не во работниците што го фрлат редовно ѓубрето. Ако се јавиме ние до предпријатието, одма работниците доваѓаат и го фрлат ѓубрето на време. А се случува да се препунат контейнерите и да почне ѓубрето да паѓа по улицата. И сето тоа се валя низ улицата, низ градот и не се собира. Значи треба да има контрола на тие луѓе. Не се луѓето криви што фрлат ѓубрето. Криви се тие што ги натеруваат да го фрлат ѓубрето, што се шефови над нив и треба да им... Благодарам многу за одговорите во црвена линија. Ке мора повторно да подсетам, го објавуваме тајмерот на екранот. По него ќе се раководите во однос да се го мерите времето на излагањето, кое што е предвидено да биде 90 секунди. Благодарам за гледачката и незините одговори. А црвена линија и понатаму ве прашува дали комуналците според вас работат лошо поради политички игри или проблемот е во нивната неефикасност. Добар ден. Тина. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам. Вака сега јас ти кажам. Значи, не е до комуналците. Комуналците убаво работат. Јас ги гледам секој ден, тука се контейнерите кај нас секогаш чисти. Морам да се похвалам, значи кај нас е секогаш чисти. Се празнат, се бајле во 10, некогаш и попладне поминуваат, меѓутоа зависи, најверојатно гледаат како е тоа. Меѓутоа, проблемот е во менаџментот. Јас можам да кажам, покрај тоа што се некој ја брани градоначалничкава од една политичка партија, како да не, ја нема, под еднаш искочи со нека будалаштина, се извинувам вака на изразот, ама тоа е тоа. Се отишла да бара таму дали се градало бесправно или со право. Значи, проблемот е во тоа што на господјата Арсовска и отидоа сите конци од раце. И сега во последен момент сака нешто да каже. Ништо не може да каже понатаму, тоа е тоа. Значи, откако дојде таа нема ред, нема никаков ред. Луѓето си работат, комуналците работат, тие не се вчера, тие работат со години, знаат како треба да се работи. Меѓутоа, каде се тука да се измијат улиците, да се собира тоа ѓубре, треба да се стави на десетина работници по еден шеф, па да види што треба, како треба. Не, тоа нема никога тоа ништо. Целата вина јас ја гледам само во Арсовска. Благодарам и посакувам во поклон. И ние ви велиме големо благодарам секако за вашите одговори. А факт е дека центар е преплавен во смет. Дури општината Центар најавува всушност построги мерки, односно зошто е таква ситуацијата со општина Центар, бидејќи е преплавена и ова утро во смет, бидејќи стои дека јавното предпријатие Комунална хигиена повторно е на продолжен одмор, вака велат од општината.
Од тие причини градоначалникот Гурен Герасимовски информира дека се подготвуваат одредени законски измени што ќе бидат доставени до Министерството со цел превземање на ингеренциите од град Скопје. Но црвена линија секако фокусот е во однос на тоа како се чувствуваат граѓаните, а комуналните предпријатија секако се тема што не нервира сите, ама не можеме и без нив. Односно она со што се соочуваат граѓаните се навистина нерасчистени улици и хаос во одржувањето, а политичарите си префрлаат обвиненија како да играат одбојка со проблемот. Токму и во тие причини ве прашуваме денес дали комуналците работат лошо поради политичките игри или проблемот е во нивната неефикасност. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав во црвена линија сте. Еве како е кај вас? Од каде ни се јавувате? Ние се јавуваме од Белкамен, ѓубрето го дигат, еднаш неделно го дигат. Добре. А и да поминете сега другата тема да поминете како течат фекалиите на улица Белкамен, да видите тоа, да се уверите вие сами дека има вода сега. Да се уверите сами дека колку е чисто, да видите комуналецки какви ги остават на ѓубре на улица и не ги дигат. Распаднати, што да ви кажам. Тоа е Белкамен, што и фекали течат на вода, ван тема сум, а и ѓубрето е расфрлано по улици. Само да видите што има по Белкамен. Тоа може да дојдете да видите лично и да сликате да се уверите. Да видите во што живееме ние, кое време живееме. Фекали на улица на Белкамен течат и ние ги газеме, ги носиме у дворовите. Како реагирате ве надлежните, бидејќи верувам ги алармирате, посочувате? Јас борев еднаш на тема, вие таа тема ја искучите дека на Белкамен течат фекалии по улица и никој не презима, ние сме под општина Сандево. И никој не презима, ѓубрето го дигаат по град Скопје, еднаш неделно го дигаат. И тоа ѓубре сега се конујерите на улица расфрлани се као да е, не знам, некоја џунгла. Па еве според вас дали е тоа резултат на политички игри или неефикасност на комуналците? Нас не ни интересира политика, нас не интересира, ние си плаќаме фино комунали, све си плаќаме да ни дојдат да ни го чистат ѓубре, они доаѓаат еднаш и тоа како доаѓаат канте ги остават на улица, не ги ни дигат, не. Благодарам за ова што го споделивте со гледачите на црвена линија. Еве како што слушате од гледачот, тој вели дека дури и се соочуваат со фекали кои што навистина не само што се непријатни во однос на тоа што се фекали, туку може да бидат извор и на зарази. Сега сме во недела која што е по ТВ и еден топлотен бран, да речам, со високи температури. А кога сме некако преплавени со ѓубришта, нехигиена, неизмиени улици, секако високите температури дополнително ќе влошат состојбата. Не само што ќе бидеме сведоци на неподнослива миризба, туку тоа се, како да кажеме, и извори на зарази, бидејќи секогаш нечистотијата оди паралелно со зарази. Добар ден. Добар ден и поздрав. Поздрав и до вас. Дали комуналците работат лошо поради политички игри или проблемот е во нивната неефикасност? Не е проблемот во неефикасноста на работниците. Работникот си е работник, само некој треба да го контролира работникот, да му даде иницијатива и љубов кон општите работи. Инаку може би се во прашање и политички игри. Моето мислење е следно. Дури со Македонија, раководат од србени македонци, водени од Мицкоски и така натака, Македонија ќе страда, бре луѓе, сватете на работа. На Мицкоски најнеспособната ветрушка, што се родила во Македонија, битно му е само да биде на власт. Тој не е способен да командува со народ. Зато имаме ѓубре во Македонија. Благодарам и пријатно.
И ние ви велиме големо благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Сега повторно ќе одиме онаму каде што имаме коментари. Продолжете да пишувате и секако да бидете активни и на Facebook. Продолжуваме со она што го напиша на прашањето дали редовно се чистат кантите, контейнерите во вашето мало. Лидија Станковска, еве што напиша. Како да не? Колку е прљав градот, а туристи ни доаѓаат. Во соседната држава има и епидемија од глувците. Еј, не вратија назад, иако со технологија се иде напред, но со другото се заостанати. Не се чисти ич, улиците не се мијат, ѓубрето не се празни, тревата кога се коси, одма не го собираат ѓубрето. Катастрофа од држава. Благодарам, Лидија, за одговорот. Па и ве слушате и од гледачите кои што пишуваат коментари како одговараат на прашањето дали комуналците работат лошо поради политички игри или пак проблемот е во нивната неефикасност. Добар ден. Ало, добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. На сите убав ден. Наше македонце, ако не уапе некој или ако не навреде, не е живо. Значи, убава тема имате. Дали комуналците работат лошо поради политички игри? Не. Кај нас во Тиквешијата може да кажам, Кавадарци, Ваташа, па натака сите села. Ѓубрето се збира редовно, нема преполни контейнери, нема истурено околу контейнери, луѓето си работат, чистат, метат улици, дека оде машина мете, дека одат луѓе метат и спират секоја сабајлина, нема да се најде ѓубре по улиците. Порано си ги метевме улиците. 5 куќи во малото и си ја сметиме секој по една ден улицата. А сега ни метат и пак не сме задоволни. Само знаеме да критикуеме и да навредиме. Секој има право да се каже, се извинувам, секој има право и во Тиквешијата вие велите дека се како што треба. Да, чисто, клупи чисти, се убаво. Драго ни е дека е тоа така. Еве, во главниот град најчесто не е така. Не, па и само и по селата, кај што има 15-20 жители. Така, благодарам многу. Значи, поентата на Црвена линија пред се секој од вас, бидејќи сте граѓани на оваа земја, ни се вувате, верувам, од секаде, дали е тоа рурална, урбана средина, еве можете во живот да споделите дали кај вас редовно и квалитетно се одржува хигиената, односно дали редовно се чистат кантите, контейнерите, дали се одржуваат улиците. Така да секој од вас може еве пред се и да сподели. Главната тема во Црвена линија е дали комуналците според вас, онаму каде што работат лошо поради политички игри или поради нивната неефикасност. Добар ден. Добар ден, Тинче. Бабаровска, еве кај вас редовно ли се чистат кантите и контейнери? Ама зашто јас на Црвена линија од сорта добивам, а на тракавото руките ми падна и не добивам. Што ја работам? Па не знам, тоа го кажуваат и другите гледачи, најверојатно во тој момент е зафатена линијата. Слушај, Тинче, знаеш колку време збориме околу оваа хигиена? Дали нешто до сега се измени? И нема никад да се измени док не се стават строги казни. Не е само хигиена сакрива. Овие што собират ѓубре. Повише е народот крив, колку они да собират. Ако ние по нив одма фрлеме, ондак немаме хигиена. Еве, јас сам у село Орман, ние имаме од Волковост и плаќаме по 400 динара месечно. 4 пути ни доваѓа, ни го собира. Ама не е тоа. Ако он го собира, ја по него изнесам корпата, сипам на некоја меѓа, ондак па е прљав. Значи, само казни. Ако сакате да добијат дисциплиран народ со Македонија, само казна. Иначе ништо друго не подпира. Ова е срамота што се прави. Ја ќе го исисам дворот и све, и после неам гајле.
Ами кој ти скочам јас капија, таму сум учесник, бре. Па дишам. Како тоа не размислуват луѓе? Благодарам многу за одговорите. Повторно ве префрлам на Facebook. Драго ми е, има пристигнуваат многу коментари, па и веќе продолжиме со она што како одговор го напиша Зоран Кутев на прашањето дали редовно се чистат кантите, контейнерите во вашето мало. Зоран напиша: на 3 недели во општина Босилово. А Љубен Ристевски напиша: толку многу што се усмрдевме. А ние ве прашуваме дали неефикасноста кај комуналците, односно оние кои што работат лошо, е причина поради политички игри или пак поради нивната неефикасност. Добар ден. Ало, добар ден. Ке ве замолам малку погласно. Ало? Добар ден, подобро е. Добар ден. Повелете. Значи, одговорот се содржи во самото прашање. Ефикасноста, односно неефикасноста на комуналните предпријатија лежи токму во нив самите. Затоа што како пред извесен период редовно си ги извршуваа своите обврски, ќе кажеме конкретно кај што живеам во населбата Бутел, секој понеделник и секој четврток доаѓа да го собираат сметот. Ние тука жителите си знаеме дека во тие денови са бајлината, кој ќе спаднеме на работа или не е битно, треба да се извадиме кантата да биде тука пред влезот за да може да се изфрли сметот. Меѓутоа, кога почна сите овие играри политички, знаеме дека кој управува со комуналното предпријатие, за да создадат една лоша слика, да помислат дека еве зајакот лежи кај владеачката партија, дека тој е до нив, дека она, и почна да прават обструкции. Од 2 пати во неделата почна ѓубрето да го собираат еднаш во неделата, значи еднаш седмично, и тоа не во деновите определени. Ќе дојдели во сабота, ноќе во 12, во 11 или некој пат во 3 часот, меѓутоа не доаѓаат понеделник или четврток. А за сметка на тоа, има улици кај што луѓето ги знаат, тие таму што живеат, вика овие се дуевци, и вика секој понеделник, секој. Големо благодарам за одговорите тоа што го споделивте со нас и гледачите на Црвена линија. Напомена, тајмерот е 90 секунди за едно јавување, така да тоа е правило. Времето брзо минува, најверојатно кога нештата се активни, интересни, па секако сега ќе одиме со реклами, а по рекламите веднаш одиме со резултатите од анкетата. Почитуване е да ги видиме и резултатите од денешната Инстаграм анкета. Повторувам, за следете не утре повторно нови предизвици, нова анкета. А на оваа денес, дали редовно се чистат контейнерите, кантите во вашето мало? Тоа беше и прашањето за оние кои што не следат на Инстаграм. Со да одговорија 73%, со не одговорија 27%. Благодарам за секој од вас кој што ја креираше оваа денешна Црвена линија. И особено ми е драго што можам да ве пред се да ве потсетам дека доколку сакате да сте информирани целосно, навремено се знае telma.com.mk. Особено ми е драго што во продолжение на оваа Црвена линија и топло препорачувам да останете со Телма, токму ќе се зборува за проблемот со ѓубрето во главниот град, што е и факт, односно колку е проблемот реален, а колку политички. Следува да си кажеме со Горан Петрески.